задоволство да ви се обратам на еден ваков настан, со оглед на тоа што доаѓам од средина од која што инклузијата не е веќе проект, туку буквално инклузијата наша е секојдневна. Ќе започнеме со нешто што едноставно треба да ни дозволи да кажеме дека таа е дел од секојдневието, затоа што моето инклузивно приписување започна со една едноставна топка. Не е случајно што топката е носам со мене, затоа што во оваа прилика сакам да кажам дека првото обраќање како наставник во деленска настава кон сите ученици започна токму со една одлична топка. Зошто? Така што секој ученик успеа да го поведам во комуникацијата. Ќе подававме топка, секој имаше потреба и можност да се представи. Меѓутоа, не секој умееше тоа да го направи. Едноставно ја подававме топката, без разлика дали секој ќе може да се представи, ќе може да каже, ќе знае нешто посебно за себе. Едноставно имавме потреба да се прифатиме колку сме ние слични, а сепак различни. Од друга страна, испаѓа дека таа топка ни ја воспостави комуникацијата и ни овозможи меѓусебно да се запознаваме. Доколку учениците не беа во можност да се представат, тогаш наставничката ги представуваше. Едноставно, секој дозна дека треба да имаме доволно трпение и да истраеме на патот на спознавање на себе си и на другите. Кога започнав со работа во деленска настава, имав можност да ги запознавам сите ведри мали лица за кои што наставничката представуваше се. Успеавме да воспоставиме комуникација, но сепак главната улога ја имаа децата. Учениците секојдневно прифаќаа активности во кои што можеа активно да учествуваат. Па секоја игра беше добро осмислена, иако во реализацијата имаше и така наречени нови моменти, кои не секогаш можевме ниту ние, ниту тие да ги предвидиме. Сите меѓусебно се дружевме, учевме и се навикнувавме едни на други. Учениците се дружеа, меѓутоа не само во училиштето. Се дружеа на роден ден, одеа на забава, ги придружуваа и родителите. Па соработката со сите родители навистина беше на завидно ниво. Секојдневно сите растевме, имавме чувство дека учиме едни од други, без оглед на возраста, без оглед на тоа дали сме ученици или наставници. Текнати беа голем број познанства и разменети искуства, кои што понатаму ни беа патокас при прифаќање и спознавање на себе си и на сите околу нас. Никому не му пречеа потребите на другиот и сите детски мали недоразбирања ги прифаќавме само како нови предизвици. Многу често умеевме да се честиме со пуканки и смоки. Не случајно со пуканки и смоки, затоа што требаше да препознаеме дека постои храна со глутен и храна без глутен. Се дружевме без разлика дали некој не јаде месо, можеби некој не сака макарони. Заедно бевме дури и на настава во природа. Едноставно бевме сите здружени и единствени. За некои ученици тоа беше прв пат да појдат на патување без придружба на своите родители. Иако родителите се незаменливи, во соработката со целата наша заедничка поддршка, овој пат имаа можност да ги совладаат своите нови предизвици. Имаа другарчиња цимери, кои што беа поддршка дури и на учениците, кои што заради околностите во кои што растат и живеат, мораа да отидат на спиење во точно определено време. Па дружењето продолжуваше по реализација на сите наставни активности. Меѓутоа, не беше се забава и дружење. Учевме нови загадки, игри, стекнувавме нови вештини, ги збогатувавме не само знаењата, туку и расположението. Се создаваа нови пријателства. Секој ученик имаше можност да стекнува нови искуства. Тука бевме ние, наставниците, да бидеме поддршка за учениците. Меѓутоа, и училиштето како институција. Во нашето училиште бележиме исклучителни резултати на ученици, кои што едноставно успеале покрај сите секојдневни ученички обврски да успеат и во одредени области на спортот. Затоа денес се гордееме со добиени признанија на освоени на турнири и надпревари во пливање, со наши рекордери секој во својата категорија. Едноставно, сите тие се деца, меѓутоа за нас сите тие се шампиони.
А ние, како училиште и заедница, сме застанале зад нив, кога требало да ги оправдаме, да им помогнеме, да ги совладаат сите обврски и задачи кои што ги имаме, а сепак да успеат во својата крајна цел. Нашето секојдневие е навистина богато, па заедно садиме цвеќиња, заедно храниме гулави. Секојдневието ни станува се поубаво и повесело. Имаме ситуации кога на некој ученик многу му значи и кога заеднички собираме салфети или сликички. Не заради друго, туку затоа што треба да ја опише салфетката, треба да научи нешто ново, треба да спозна, треба да преброи. Едноставно, ако сме се држале до наставните предмети и наставните програми, онакви какви што се, тогаш таа цел едноставно не би можеле да ја постигнеме. Од друга страна, со задоволство се радуваме на секоја снежна зима. Се прашувате зошто? Затоа што ја користиме за нашите нови зимски радости. Па нашите силуети во снегот ја изразуваат нашата радост, нашиот дух, нашата желба за играње. Нашите снежковци некогаш имаат нос од морков, некогаш имаат метла, меѓутоа некогаш немаме ни снежка. Тоа е само куп снег по кој што децата се тркалаат, се радуваат, се смеат и едноставно се среќаат. Но нашите денови не се исполнети само со игри и задоволства, туку и со многобројни активности на часовите. Учењето го реализираме како можност за напредок. Да се прифати некој е доблест и за секој тинејџер особено важен момент. Но не само за нив, туку и на сите, на кои што ми е потребно разбирање, друштво, соработка и помош. Разменуваме знаење и искуства и го ширеме процесот на меѓусебна поддршка. Организираме различни работилници, дружења и состаноци за надополнување на знаењата и способностите на сите нас. Родителите ни се најблиските пријатели на учениците, најблиските пријатели и соработници со училиштето, а училиштето ни представува можност да ја јакнеме способноста, знаењата и афинитетите на секој поединец. Можноста да се биде присутен во училиштето заедно со близок член на семејството, стручно лице или едноставно да се добие постојана поддршка е услов за успешна работа. Се нижат пријателства и искуства. Меѓутоа, проекти од ваков тип, како што е овој проект за инклузивните партнерства во заедницата, сите оние проекти, активности, семинари и работилници кои беа организирани преку УНИЦЕФ и се она што подразбира меѓусебна дружба и поделување на искуства се дополнителен мотив за сите нас. Едноставно не смееме да запреме тука. Треба да ги искористиме сите можности кои што ги имаат другите, да создадеме нови и да бидеме единствени, такви какви што се очекува и сакаме се очекува од нас и сакаме и можеме да бидеме. Денес дел од учениците од нашето училиште учат од оделенска, преминаа предметна настава, меѓутоа дел од учениците на кои сме особено горди се веќе средношколци, а имаме и ученици чии што деца се денес мои првачи. Тоа умее да биде интересно, сознание за нивните мали умни глави. Замислете, мојата наставничка им била наставничка на моите родители, мајка или татко. Колку интересно сознание за децата, доказ за зрелоста, искуството, но и годините на наставничка. Тоа е така во светот на возрастите. Интересно секогаш, кога анекдоти и сведоштва се показатели за нашето безгрижно детство. Заеднички сите учествуваме на базари, спортски надпревари и забави. Разбираме се што е потреба и желба, но тоа не го разбираме само за да го разбираме, го разбираме затоа што во нашата средина разбирањето на секој поединец со неговата едноставност и единственост представува начин на работа. Отворени сме за соработка и за надминување на сите стереотипи како дополнителен мотив за успешно учење. Истражуваме, соработуваме, споделуваме искуства и наоѓаме решенија кои што се носители на моделот за професионално и одговорно завршена работа. Создавањето на соодветни услови за работа на секој ученик е предизвик во услови на современото живење. Секако во согласност со просторните и техничките можности на училиште.
Можноста за користење на асистивната технологија во наставата овозможува дополнителен мотив за работа. Например, користење тастатура со значително поголеми типки за пишување, понатаму монитор на допир, трекбол, палкан или трекбол, глувче, се можност да се биде посебен, успешен, разбран и прифатен во средина. Процесот на инклузија и во нашата средина е функционален повеќе од 20 години, меѓутоа главно представува комуникација и прифаќање на секого со неговата единственост. Комуникацијата и игривите активности представуваат нитка кои го поврзуваат нашиот, светот на возрастните, со светот на децата. Комуникацијата континуирано се подобрува со организирање на дисеминации, по секој одржан семинар, работилница или советување. На овој начин ги пренесуваме сознанијата и ги потврдуваме проверените информации. Имаме објавен прирачник за инклузија на наставниците. По принцип, некој знае што, меѓутоа, сето наше знаење, сето она што го имаме како наше искуство, овозможува да го споделиме и сето тоа може да стане појдобна точка за воспоставување на функционален инклузивен систем и во другите средини и училишта. Постојањето на стручен тим за работа, составен од искусни наставници, стручни лица и ангажирани родители, прави образовниот процес да биде поквалитетен. Себе промоцијата на наставниот кадар се случува преку решавање на нови ситуации, а за жал, нови ситуации секогаш има. Да се вратиме на топката, како предметот за меѓусебно запознавање. Но ова беше само еден пример за воспоставување на успешна комуникација и солидни резултати во процесот на учење. За разлика од топката, си споменувам за почетокот на моето вработување во истото училиште. Работев како наставничка по информатика, а мојата врска и сојузник во работата со учениците беше компјутерот. Учевме низ игри и презентации. Примерите беа можност да се усвојат нови знаења и да се стекнат различни вештини. Па ако некој не знае, ако некој знае да чита и пишува, а има потешкоти и со слухот или говорот, тогаш можеше целисходно да ја користи тастатурата, а тастатурата знаеше и можеше се. Се прашувате, а како знам дека е така? Па допират на секој копче, на секоја типка од тастатурата ја регистрира модиноста на стисокот на прстите. На тој начин се развива моториката на прстите, зглобовите на рацете, па возбудата и очекувањето да го видиме записот на мониторот беа дополнителни сојузници. Но не значеше дека треба да пишуваме само текстови или треба само презентации и игри да гледаме на часовите. Можеме да цртаме, запознавајќи се со моќта на компјутерското клупче. Честопати цртањето можеше да не доведе до сознание за мотивацијата и расположението на ученикот. Едноставно, преку цртањето го спознававме сето она што може да го чувствува, замислува, а не секогаш може да го каже секој поединец. Се што не сме во можност да споделиме преку изустен говор или слушнат глас, можеме да видиме преку илустрирани снимки. Па секоја линија, секоја точка, изборот на боја, форма, па дури и форматот на самиот приказ ни кажуваа многу за ученикот како креатор. Така дознававме за неговите мисли, за неговите чувства, едноставно го разбирахме. Сите имаат мобилни телефони и компјутери, но оваа прилика има можност да ви ја подадам оваа топка. Нека оваа топка на некој начин овозможи почеток на успешна комуникација. Да се прифаќаме така какви што сме, затоа што светот е поубав и подобар кога нема сите нас, единствени, дружени и хумани. И за крај, ако се повикаме на добро познатите јапонски тајни за среќата, тогаш ќе знаеме дека секој собирање треба да биде забава за сите нас, а секој миг да го чувствуваме како посебен и важен. Верувам дека по оваа средба сите заедно ќе успеваме да ги ловиме само убавите моменти